Господине Божиновски, дали судството е на колена доколку се испостави дека пратениците кои се ослободени од куќен притвор во петок гласаат за уставните промени и дали е ова оние демократски принципи кон кои цели Република Македонија и независно судство кое ветуваше премиерот? Видете, судството никогаш не ни се исправило во изминатите 27-28 години, но точно она што беше еден од главните, би рекол, концепти на новата власт е дека ќе се реформира судството, дека ќе се испочитуваат сите оние препораки на Прибе, дека со тоа ќе се приближиме кон ЕУ. Да подсетам само првите чаптери кои што треба да се отворат во текот на преговорите 23-24 се токму околу судството и околу создавање на една, пред се би рекол, професионална судска практика и градење на доверба кон тоа истото судство. Сега не имаме случај каде што пред 2 дена јавно премиерот повикува на амнестија. Веднаш истиот ден имаме одлука на судски органи со која што се пуштаат на слобода 2 пратеника од опозицијата кои што беа во куќен притвор, ќе се решава и за третиот. Што е многу симптоматично само по себе. Но доказ дека има силна врска, силна спона, би рекол, помеѓу власта, помеѓу извршната власт и судството, би било ако имаме ние гласање, не знам, се очекува во петок околу договорот со Грција и тие пратеници кои што беа вчера ослободени од куќен притвор гласаат за. Тогаш мислам дека на сите ќе им биде јасно. Ваше лично мислење, ќе успее ли владеачкото мнозинство да изнајде 80 пратеници кои ќе гласаат за потребата за уставните промени? Тоа мислам дека го знае само владеачкото мнозинство, односно оние кои што преговараат, претпоставувам и пратениците кои што се обидуваат да ги убедат. Јас уште само ќе напоменам дека стојам позади ставот што го истакнав уште веднаш кога беше таа опција по референдумот споменат од страна на премиерот, можноста за нови избори. Во моментот кога ќе се распишат, доколку се распишат нови избори, всушност тоа ќе биде и моментот кога секаква можност за спроведување на договорот помеѓу Македонија и Грција ќе биде на некој начин пропадната. Затоа што шансата за да се постигне договорот е само преку можноста да се изнајде двотретинско мнозинство. Ако тоа не се изнајде сега со овој парламент, воопшто никој не треба да очекува дека со некој друг парламент после избори ќе може истото да биде постигнато, напротив.